Во Собранието на Република Македонија се одржа комеморативна седница по повод годишнината од трагедијата во Кочани, што се случи на 16 март минатата година, при што животот го загубија 63 млади лица. На седницата се обрати председателот на Собранието Африм Гаши, кој истакна дека и по една година тешко е да се најдат зборови што може да ја опишат болката од трагедијата. Некои ноќи завршуваат рутински, некои оставаат спомени, но има и такви што никогаш не завршуваат. Таа ноќ Кочани и Македонија не ги изгубија само своите синови и ќерки, туку дел од својата иднина, рече Гаши во своето обраќање. Тој нагласи дека комеморативната седница не представува само институционален формализам, туку заедничко поклонување на целата држава пред загубените животи и пред семејствата што ја носат тежината на трагедијата. Гаши порача дека ваквите настани треба да бидат моменти на солидарност и заедништво, а не на политички поделби. Во своето обраќање, собранискиот спикер им оддаде признание и на медицинските работници, пожарникарите, полициските службеници, како и на волонтерите и граѓаните кои помогнале во деновите по трагедијата. Благодарност упати до пријателските држави кои помогнале во згрижување на повредените. Гаши истакна дека трагедии како оваа ја нагласуваат потребата од институционална одговорност и праведност. Ги повика Министерството за внатрешни работи, обвинителството и судовите да ја спроведат истрагата професионално, независно и транспарентно со цел да се утврдат одговорностите. Во говорот се осврна и на загубата што ја претрпело општеството, посочувајќи дека меѓу загинатите имало уметници, спортисти, млади луѓе со голем потенцијал. Обраќајќи се на родителите на загинатите, Гаши порача дека нивната болка ја споделува целото општество, дека споменот на нивните најмили ќе остане дел од колективната совест на државата. Тој изрази надеж дека трагедијата во Кочанската дискотека ќе биде последна од ваков вид и ќе послужи како поттик за градење по праведно и по одговорно општество.